Пред кино Маџари во Газибаба пуштено е ново современо детско катче наменето за безгрижна игра и детска радост. Со внимателно избрани реквизити и соодветно уреден простор, создадовме средина каде децата ќе можат да играат безбедно, а родителите да се чувствуваат спокојно, известуваат од локалната самоуправа. Катчето е опремено со најсовремени реквизити за детска забава, лулашки, тобогани, баланс елементи и креативни едукативни содржини. Поставена е најновата генерација гумена подлога која обезбедува безбедност при игра, но и отпорност на временски услови и долготрајна употреба. Ова е 70-тото детско катче кое е изградено или целосно реконструирано во текот на мојот мандат. Тоа не е само бројка, туку доказ за континуитет, планирање и доследна работа во интерес на најмладите жители на нашата општина. Децата се еднината на секој општество, тие заслужуваат безбедни и инспиративни простори за игра и развој. Со секој ваков проект вложуваме во здраво детство, во социјализација и во основите на едно подобро утре, порача првиот човек на Газибаба Бобан Стевковски. Ова катче е уште еден символ на нашата определба да градиме урбана општина, достапна и пријателска за сите генерации. Нашата работа не застанува тука. Продолжуваме со уште поголема енергија и визија. Децидер Стевковски, кој ќе се кандидира за уште еден градоначалнички мандат на предстојните локални избори на есен. Општина Илинден постојано работи на уредување и урбанизација на јавниот простор низ сите населени места, создавајќи современи и пријатни зони каде граѓаните можат квалитетно да го поминуваат своето слободно време. Во таа насока потеки изградбата на нов урбан парк со повеќе содржини во Марино, велат од локалната самоуправа. Паркот ќе биде сместен помеѓу улиците 531, 532 и 534 на површина од приближно 5600 квадратни метри. Проектот предвидува комплетно партерно уредување, инсталација на улично осветлување, поставување на чешми, клупи, корпи за отпадоци, паркинг простор, пешачки патеки и сервисна улица. Просторот ќе содржи зелени површини, отворен плоштад за јавни настани, фонтана во централниот дел, жардинјери со декоративни растенија и детско игралиште опремено со реквизити за најмладите. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски изврши увид во текот на градежните работи и нагласи дека уредувањето на јавниот простор и неговата урбанизација се клучни за обезбедување на квалитетна средина за одмор и рекреација на жителите. Направивме увид во градежните активности во Општинското основно училиште Страшо Пинџур, каде интензивно се работи на подобрување на условите за настава, истакна градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Во тек е комплетна санација на оштетени подови во училниците и ходниците, вкупно 780 квадратни метри кои добиваат нов, безбеден и функционален изглед. Се заменуваат сите дотраени врати, а првпат се интервенира на внатрешната водоводна и канализацијска мрежа, која досега никогаш не е била обновена. Вршиме и санација на санитарните јазли, со што се заокружува една суштинска фаза на подобрување на внатрешните услови, напиша на социјалните мрежи Стојковски. Во текот на целото лето континуирано се работи на подобрување на условите во сите основни училишта на територија на Ѓорче Петров, истакна првиот човек на општината. По целосно спроведена истражна постапка и обезбедени докази, основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен акт против едно лице за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, како и неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода. Имено на 1 јули годинава во вечерните часови, обвинетиот управувал мотор Кавасаки по пешачка патека на улицата Јордан Хаџи Константинов Джинот, наменета исклучиво за движење на пешаци. Моторот го управувал без воопшто да поседува возачка дозвола и спротивно на сообраќајните прописи, без да ја прилагоди брзината на движење. Имено, иако брзината на движење на моторот била 35 км на час, што е помала од максимално дозволената на пат во населено место. Сепак на наведената локација таа била поголема од безбедна брзина, имајќи предвид дека станува збор за пешачка патека, на која моторот можел единствено да го турка, а не и да го вози. Затоа не успеал навреме да запре и удрил во телото на пешакот Југослав Николовски, роден 1957 година. При ударот, пешакот и сопатникот на моторот се здобиле со телесни повреди, а обвинетиот го оставил моторот и без да им укаже помош избегал од местото на несреќата. Повредениот пешак со тешки телесни повреди бил пренесен на ургентниот центар во Скопје каде починал.
додека сопатникот на моторот се здобил со телесни повреди, информираат од јавното обвинителство. Јавниот обвинител со поднесеното обвинение до судот достави предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетиот. За 2 месеци најдоцна до крајот на септември ќе биде воведено зонско паркирање во населбата Ново Лисиче и во Реонски центар. Градоначалникот на аеродром Дејан Митевски рече дека општината е во координација со јавното претпријатие Градски паркинг Скопје, кое го управува зонското паркирање во главниот град и дека за проектот чека одобрение од град Скопје и Министерството за внатрешни работи. Општината изготви проект и чека одобрување од град Скопје и Министерството за внатрешни работи. Веќе сме во координација со јавното претпријатие Градски паркинг, спремни за веднаш да почнат со бележење и поставување информативни табли. Очекувам во наредниот месец до 2, најдоцна до крајот на септември, да отпочне да функционира зонско паркирање во Ново Лисиче и во Реонски центар, изјави Митевски одговарајќи на новинарски прашања на пресконференција по повод изградба на мултифункционален центар во Ново Лисиче. Tamo je Skopje, grad moj ljubav liče, što mi razum te sni.